Добре дојдовте во Зајли против јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска моја гостинка да биде Марија Митева, потпарука на македонската влада. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Марија, да започнеме за промена. Би рекол и со нешто убаво во држава една емисија. Зборуваме за после 6 децении поставување на камен темелник на граничниот премин на Маркова нога, нешто што одамна требаше да се случи, но еве се случи денеска. Требаше ли да дојде нова влада и за ова да се направи? Очигледно одговорот, доколку би бил краток и јасен, би бил да. Од причина што некако имам впечаток дека многу им беше лесно на претходната влада некако да дава празни ветувања и да потпишува празни договори, а некако во делот на реализацијата и вистинската заложба постојано да гледаме недостаток. И јас навистина се радувам еве што оваа можност ќе отвори, би кажала, поголема економска соработка, ќе го развие туризмот во општина Ресен и во Преспанскиот дел. Се надавам дека ќе има и културна размена и се надавам дека еден ваков чекор кој што се случува, како што и вие кажавте, после 6 децении, ќе даде еден позитивен импулс дека работите навистина ќе се променуваат и дека навистина ќе размислуваме како преку дела да покажеме дека ќе ги почитуваме вредностите, дека ќе работиме за развој, дека ќе работиме за напредок и нема да остане тоа само на празни зборови. Јас можам да видам дека изминативе денови и представници од Европската Унија упатија навистина голема благодарност и до градоначалникот на општина Ресен и до Советот и до целата администрација во општината што навистина се заложила за овој проект. Тоа е само уште еден доказ дека навистина работиме посветено и дека навистина сакаме да оставиме еден белег на тоа што значи работа, што значи вредности, што значат принципи наспроти се она што за жал претходно ни се случуваше. Очекуваш опозицијата да излезе, можеби веќе го сториле тој да рече 99% е наша заслуга за тоа што го потпишавме Преспанскиот договор, например. Тој им стана навика за се што ќе се направи да кажат, ама да не бевме ние, потоа после нас. Мислам дека не би кажале 99, туку се спремни да кажат и дека 100% се заслужни. Но јас од една страна можам да кажам дека сум свесна дека ништо друго и не им останува, освен да продолжат да шират едни, би кажала, лажни информации пред граѓаните. Тоа беше добро установена нивна пракса изминативе 7 години. Ние се спротивставувавме со вистината, така и ќе продолжиме. Граѓаните се доволно мудри, свесни, знаат кој навистина работи посветено и честно, а кој навистина се служи само со, би кажала, лажно креирани соопштенија кои што излегуваат од политичката партија СДСМ. Од позитивните работи мора да продолжиме на негативните. Она горлива тема се вика судски совет, нешто што е заслужно многу за она што го имаме во Македонија, се вика 2% доверба во судството, кое што е во рамки на статистичка грешка во превод и го нема. Но еве се случи тоа што се случи, присуствувавме вчера на интерпелација на 5 члена од судскиот совет. Денеска одговорот нивни на сите е дека не го почитуваат гласот на пратениците, на оние кои што ги имаат избрано меѓу другите, нели? И дека остануваат на своите работни места. Како гледаш на ова што се случува? Ветивте, што е право на самиот старт на, нели, мандатот, дека ќе го направите ова што се случува. Многумина рекоа нема шанси, премногу е тоа, нели, да се направи, бидејќи, нели, не може тоа власта да го направи реално законски сесија како што треба, но еве луѓето остануваат на своите позиции. Што правиме со овој судски совет? Знаете како? 2% доверба не е нешто што одеднаш се случува. Напротив, ова е резултат на многу години погрешни постапки, криминални дејанија во рамки на институциите кои што треба да се борат за владење на правото и правдата. И сега, мене не ми изненадуваат реториките или изјавите од овие 5 члена од Судскиот совет, затоа што мислам дека тие не чувствуваат одговорност кон институтот пратеник, туку напротив чувствуваат одговорност кон пратеникот кој што ги изгласала, во тој случај тоа се СДСМ и ДУИ, и затоа мислам дека не ја чувствуваат обврската на пратениците да им се согласат дека станува збор за нешто за кое што не само пратеникот, туку би кажала и целокупната македонска јавност многу пати изборуваше и бевме сведоци на состојби какви што не би требало да бидеме сведоци. Сега
по однос на онаа дебата која што се отвори во рамки на собранието, јас би кажала дека интерпелациите не се само собраниски механизам, туку тоа е една политичка одговорност, која што ние ја покажуваме наспроти сите ветувања кои што ги дадовме и во предизборието, но и многу претходно, затоа што некако чувствувавме дека тоа е потребно на судството и рековме дека нема да ги правиме оние помпезни изјави како што беше во минатото, дека ќе се отвара некое судство како пупка, дека ќе се прави генерален реизбор на суди, а наспроти тоа видовме инсталации кои што ден денеска е многу тешко да ги искорените од еден таков систем. Она што мене лично ме изненадува е тоа што овие 5 члена на судскиот совет некако ја третираат независноста како механизам над кој што ќе се кријат или ќе презентираат дека ова е некој вид на политички притисок. Барањето судскиот совет да си ја врши работата за тоа за што е поставен, употребувајќи го механизмот интерпелација кој што воедно е уставно загарантирано право и воедно се однесува на сите носители на јавната функција. Дополнително употребувајќи го низ една, би кажала, транспарентна постапка, јавно презентирана пред јавноста, пред сите експерти, запознаени се луѓето за какви ние тешки случаи на криминал бевме сведоци во судството, да имате еден ваков одговор, покажува за тоа дека тие немаат никакво чувство ниту кон граѓаните пред кои што треба да служат, ниту пред пратениците, напротив имаат чувство на одговорност пред оние кои што ги избрали, кои што ги поставиле таму да го штитат криминалот и корупцијата, а тоа се СДСМ и ДУИ. Но тоа не треба да значи дека ние ќе застанеме во она што е вистинска намера, а тоа е на вистински да покажеме пред граѓаните дека сакаме да ги промениме состојбите. Таков беше и чинот во собрание. Интерпелациите беа соодветно образложени пред јавноста, за секој од тие 5 члена се гласаше поединачно, што е уште еден аргумент контра нивната теза дека станува збор за колективна одговорност. Напротив, за секој еден од оние 5 члена на кои што им беше поднесена интерпелација имаше образложение, беа повикани во собранието да ги одбранат своите тези, ставови. Меѓутоа, за жал, повеќето од нив не дојдоа, а оној член на судскиот совет, Весна Дамева, која што се појави во собранието, имаше, би кажала, добар политички говор, кој што верувам дека добро го стекнала како искуство од самата правна комисија на СДСМ, од каде што и самата потекнува. Така што јавноста за жал уште еднаш е сведок на моменти кои што се случуваат од инсталации на претходната власт, меѓутоа ќе покажеме одговорност, ќе покажеме стабилност, ќе покажеме сериозност. Секогаш сме биле посветени на она на што сме го ветиле, ќе продолжиме да размислуваме во насока дека на вистина ни е потребно независно судство, борба со криминалот и корупцијата и да ја вратиме довербата на граѓаните во овие институции. Истата таа Дамева, освен што имаше вокабулар на член на правната комисија, имаше и чанта од $3200, Гучи меѓу другото, и освен еве како што кажа и самата, ова е Македонија, да не се лажеме, луѓето се познаваме што се вика поголемиот дел меѓу себе, но знаеме дека дел од тие членови, едната е член на правната комисија на СДСМ, другата е екс-советничка на ЗАЕВ, исто така донаторка на СДСМ, другите се блиски или излегуваат од редовите на ДУИ. И сега тие луѓе кои врв на хипокризија, на дволичност е да зборуваат за професионализам и за некаков политички си прогон кога се наместени од нивните партии преку чии што органи прешле, и ова е некој вид на политичка награда поставени таму за да ги бранат интересите на партијата, не на државата, да не се лажеме. Се повикуваат дека цел живот го почитувале уставот и правото. Кој устав и право кога работела како советничка еден ден нема како судија госпожата, а тврди почитувала устав. Што имала да почитува устав, да поминува на пешачки премин преку улица? Малку е смешно сето тоа. Знаете како се трудат од, би кажала, од сите аспекти да најдат можеби најминимален аргумент кој што некому ќе му звучи правно подкрепен, да го искористат, но забораваат на тоа дека секој носител на јавната функција треба да има една морална и етична вертикала во себе, и ако ова представува еден вид на политички прогон, ако тие така го сметаат, тогаш што представува 2% довера?
Што представуваат судиите и јавните обвинители кои што беа фатени во криминал? Што покажуваат нивните извештаи кои што ги доставуваат до собранието од година во година, каде што ние гледаме намален интензитет на работа на судскиот совет? Што покажува нивното делегитимирање сега после оваа интерпелација и како истите тие ќе имаат можност и ќе имаат авторитет пред останатите судии да воведуваат некој ред или владење во рамки на законите во самите судови. Сите овие прашања се добро образложени, сите овие прашања се добро познати на јавноста. Тие ќе се трудат макотрпно да ги задржат тие позиции, затоа што се свесни дека без тие позиции ќе немаат моќта која што имаат во овој момент. Свесни се дека СДСМ и ДУИ повеќе не се на власт, свесни се дека едноставно состојбите повеќе не се како до сега и нема да бидат како до сега, затоа што не ни треба да бидат како до сега и едноставно ќе се борат и понатаму. Тие се, би кажала, можеби последните инсталирани кадри на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ кои што ќе се потрудиме преку дебата, преку сите инструменти кои што ги имаме, еден од нив е интерпелацијата, да покажеме дека навистина сакаме овие лица да поднесат оставки. Сега ќе кажат дека ова е некој притисок кон судската власт. Јас тука само би кажала дека независноста не го дава имунитетот од контрола и надзор кој што собранието ја има врз носителите на јавните функции. Таа независност не значи имунитет од неспроведување на правото. Таа независност не значи вие да не постапувате. Таа независност не треба да значи дека треба да ги штитите политичките фигури кои што направиле криминал или кои што постапиле спротивно на законите. Така што мислам дека им беше еден очаен обид да ги заштитат овие позиции, но со тек на времето ние ќе продолжиме да говориме, ќе продолжиме да бараме одговорност затоа што граѓаните тоа го заслужуваат. Јас лично мислам дека нема да се откажат поради тоа што имаат над 140.000 причини да не го прават, односно плати над 140.000 денари, бројки кои што излегоа кога се коментираше како може некоја судика да носи чанта од $3,200, односно околу 3.000 евра. Еве како може или пак не дај Боже, можеби некој некому нешто поклонил, но како што кажа и самата не застанувате овде. Интерпелацијата еве помина, тие немаат доблест да си дадат оставка, ќе си останат функциите, продолжувате да го барате тоа како влада. Апсолутно да. Јас прво ценам дека целата постапка која што беше направена од самите пратеници кои што го почитуваат и деловникот на собранието, го почитуваат и уставот и законите, поведувањето на интерпелациите кое што беше во согласност со законските одредби, беше еден чин на покажување на друга одговорност која што ја чувствуваме во рамки на постапувањето. Јас ќе ги потсетам граѓаните дека во минатото со една одлука на влада се менуваа позиции низ целата држава. Дури не се ни почитуваше рокот, дури не се почитуваше ни мандатот и така натаму и некако очекуваа дека ќе постапиме како нив и дека формално правно ќе биде неуспешна целата процедура. Кога видоа дека процедурално, формално правно се запазени сите процедури, кога видоа дека навистина сме сериозни во намерата, тогаш почнаа жестоко да се бранат. На самиот почеток калкулираа, чекаа да видат какви ќе бидат состојбите, беа поблаги, би кажала, во сопствените изјави, за на крајот да резултираат со политички говори од собраниската говорница. Не сметам дека покажувањето на сила или моќ пред пратениците ќе им донесе нешто позитивно. Напротив, мислам дека доколку сега би имале било каква анкета за јавното мислење во однос на правосудството или пак на судскиот совет, тоа би било дури под 2%. Па да видиме дали можеби тогаш ќе се освестат и ќе се запрашаат каде се, што направиле и зошто дозволиле да дојдеме до оваа состојба. Обвинувањата за партизација на судството доаѓаат од партија која што 96-та година во еден ден смени 400 судии назначи. Мислат, предпоставувам дека имаме меморија на златна рибка, немаме. Се сеќаваме многу добро на кацарска судството кое што не бадијала го доби тој синоним, а исто така имаше една фраза се викаше русковска обвинителство. Кога сме веќе обвинителството, зборуваме за најновиот случај за труење со канцероген мазут. Зборуваме за над 167 милиони
евра, односно 10 милиарди денари што се одлеале во нечии џебови, и при тоа имаме случај едниот обвинет по истиот основ да оди во притвор, а другиот кој што е близок до ДУИ, кој што пак е назначен за организиран криминал, јавен обвинител токму од ДУИ, оди во домашен притвор. Што ова зборува и за обвинителството? Еве, во текст и на разрешување на државниот јавен обвинител Коцевски, кој што пак никако да го прати образложението, односно одговорот до Советот за јавни обвинители, за да може да тече неговата процедура. Треба и тука да се направи еден ремонт. Во целата таа приказка на правосудниот систем се и обвинителството и судството. Видовме, јавниот обвинител не побарал притвор за Пуцко Петров јуниор, би го рекол. Да, но знаете како јавноста сигурно имала можност да погледне и две различни соопштенија, едното од основен суд, а едното од јавното обвинителство. И сега ние зборуваме зошто граѓаните имале 2% доверба или да бидам по-конкретна 98% недоверба во правосудниот систем во целина. Да, фрапирана сум од, би кажала, од ваквите состојби. Се надевам дека и граѓаните имаа можност да слушнат и денешната изјава на председателот на владата во која што обзнани дека имало чудни реакции по однос на постапката кога еден од обвинителите бил запознаен дека следува една ваква акција, но можам со сигурност да кажам дека сум задоволна и имам степен на доверба дека институциите, во овој случај тоа е Министерството за внатрешни работи, навистина сериозно постапува и дека сите случаи за кои што и во минатото се говорело, а немало никаков епилог поради заштитата која што се случувала токму од овие кои што и денес ревносно се борат на било каков начин да ги заштитат, ќе ги отворат сите, ќе ги покранат сите можни правни состојби кои што им стојат на располагање и ќе ги изнесат пред лицето на правдата. Случајот е страотен сам по себе. Од она што можевме да го дознаеме, сепак истрагата се уште во тек. Јас верувам дека и јавноста ќе биде заинтересирана, но и е должност да биде информирана за тоа што се случувало, кое што било на штета на здравјето на сите граѓани. Го споменавте јавниот обвинител. Јас не ме изненадува тоа што се уште не ја испратил до неговото образложение до Советот за јавни обвинители, затоа што јас па можам и да поставам прашање дали па навистина не е испратено или некој вели дека не е испратено. Јас навистина бев фрапирана уште во рамки на собранието кога бев како пратеник, анализирајќи го извештајот на Советот за јавни обвинители и истражувајќи како постапувале, најдов на официјалната страна на Советот на јавни обвинители записник од седница на која што по оној скандалозен случај со обвинителот Мемети и врховниот судија, самата председателка на Советот за јавни обвинители ги информираше останатите членови на Советот дека ќе си поднесе оставка обвинителот кога ќе се врати од одмор. Иако тој истиот имаше признание за сторено кривично дело, иако тоа беше изведено пред лицето на правдата, иако имаше спогодба каде што имаше признание на вина, сепак таа председателка, која што е во моментов председател на Советот на јавни обвинители, во самиот записник имаше наведено дека ги информира членовите дека овој кој што сторил кривично дело ќе си даде оставка од подпредседател на Советот, замислете кога ќе се врати од одмор. Мислам, тоа се едни страшни состојби кои што таму се случуваат и мислам дека напротив сите образложенија кои што беа наведени во самиот предлог на владата за разрешување на државниот јавен обвинител беа и така оправдани и можев да видам и позитивни, би кажала, критики кои што доаѓаа од експертската јавност. Како и да е, секоја ваша критика ќе биде протолкувана како мешање на извршната во судската власт, за жал. Не можам да се согласам. Тоа е единственото одбранбено средство. Не, Лјупчо, тука не можам да се согласам, затоа што мешање на извршната во судската власт е тоа што тие го правеа претходно. Кога сакаа да судството и обвинителството ги замолчат, да не постапуваат, кога сакаа да нема покренување на постапки, тоа е мешање, барање од сите оние кои што имаат позиција дека треба да работат за тоа за кои што се избрани и платени. Тоа не е притисок, тоа е само една одговорност која што сме ја ветиле пред граѓаните и мора да исполниме.
Мислиш дека ова што се случува сега со овие, да ги наречам шлаканици, за да ја насочат работата кон она да работат за судскиот совет, кој што можеби еве и да останат, пак им текне да работат или пак да до јавниве обвинители, е порака да ги извадат оние случаи кои што фаќаат прашина во нивните фиоки. Пред неколку месеци имавме многу акции кои што останаа исто така да висат, бидејќи јавното обвинителство не реагираше како што треба, се случи поради мерките кои што не ги направија како што треба некој да избега. Зборуваме за случаите, да, овој последниот со Мазутот, со Јаовски и со Ратконо, имавме и случаи со Груби, со Ковачевски, со другиот Ковачевски, нели, кој што е исто дел и од новата афера, меѓу другото. Имавме и со Фитер, со фондот, имавме со многу случаи, со лотаријата, со сите тие работи, но ништо не се случи благодарение во наводници и на јавните обвинители и на судиите кои што ги затурија работите повторно по онаа навика пуста, бидејќи се работи за зона на интерес од нечија си и некоја си партија. Мислите дека сега ќе ги потикнете малку да не мора да се појавува повторно некоја амбасада и да им рече аман напрете го тоа што треба, па тие конечно да го сработат тоа. Видете, Лјупче, јас би жалела ако тоа што бараме некој да работи ќе биде поттик за самите тие да работат. Јас не можам да се согласам дека некој треба да ве поттикне, дека некој треба да ви даде отворен простор, тоа дека практично вие го поседувате целиот тој простор, го имате самиот предмет во вашите раце и вие сте тие кои што носите одлука дали сакате да постапите или не сакате да постапите. Со вашата одлука да не постапите, вие го кршите законот, затоа што немате вие можност да бирате. Вие имате обврска да постапите. На крајот на денот постапете и видите дали ги има доказите или ги нема и затворете го случајот. Но оставањето на предметите во фиока или да ги потсетам граѓаните причините кои што беа здравствени причини во определен момент и не постапувањето поради определени здравствени состојби на некој од јавните обвинители, не доведуваат нас во ситуација поревносно да зборуваме и поревносно да бараме да се вршат својата работа. А дали некој треба нив да ги потикне, мојот одговор е тука не. Тие имаат обврска. Независно дали тие ќе се сетат дека треба да се работат работата или не, сепак како влада останувате во таа насока за справување со криминалот и корупцијата, нешто што се случува последните месеци за промена од оној молк галовен 7 годишен кој што беше, независно дали ќе проработат или не, останувате во таа насока за справување со криминалот и корупцијата, рак-раната на македонското општество. Апсолутно да. Од причина што ценам дека тоа е една од најголемите причини поради кои што ни се случуваат многу други работи. Во делот на економијата, во делот на странските инвестиции, во делот на стандардот на граѓаните, во делот на иселувањето, во делот на развојот на самата држава, во делот на представувањето на државата пред останатите институции, во делот на добивањето на катастрофални извештаи и од Европската комисија, и од други релевантни институции, каде што по различни индекси ние сме секогаш на дното. Едноставно, тој тренд мора да запре. А нашата посветеност на борба со криминалот и корупцијата не само што нема да престане, туку мислам дека ќе биде еден показател за тоа дека кога навистина ќе имате владење на правото, кога сериозно ќе се спротивставите на една бизнис политичка клика која што навистина долги години ја уништувала Македонија, тогаш навистина ќе го видиме просперитетот на многу полиња. Неодминливо е чувството дека постојано се справувате со некои атавизми, остатоци од минатата власт. Во која било институција, еве денеска би ја спомнал за жал и ДКСК или антикорупцијската комисија, државната корупција за справување со корупцијата, која што мислам дека денеска сруши еден рекорд во нивното действување. За еден ден успеа да отворат предмет по барање на СДСМ, беше за Андоновски, Министерството на Андоновски, нели, за дигитална трансформација, за аферата наводна што ја отворија со тендерот, нели. За еден ден антикорупцијска реагираше и отвори предмет. Се сеќавам многу добро. Дали како власт или како опозиција имате доставено многу предмети со аргументи и докази, се чекаше недели, месеци за да се отворат или многу често, најчесто да не речам, не се ни отвора. На што се должи оваа, нели, суперсонична брзина на ДКСК да отворат наеднаш вака нешто? Премногу е симптоматично. Видете, она што ме изненади беше, само малку ќе ве го реагирам, не знам ни дали беше 24 часа по изјавата, може и порано да беше од информацијата дека веќе ќе отворат предмет, но имам дилема дали Социјалдемократскиот сојуз ги достави
податоците или антикорупцијска постапи по допран глас, затоа што верувам дека навистина макотрпно работеле 20 часа да обезбедат барем дома, да обезбедат барем некој податок за да можат да го отворат случајот и да видат дали има било какви наводи. Но од друга страна, не би сакала да звучам или делувам лицемерно. Од една страна бараме експедитивност на институциите и во рете, меѓутоа има многу прашалници и симптоматични работи кои што се случуваат, затоа што од оно што јас можев да го видам и од изјавата на самата портпаролка на Социјалдемократскиот сојуз беше дека очекува антикорупцијска тоа да го покрене по допрен глас. Јас ценам дека барем по допрен глас ќе ви требаат неколку денови да ги соберете сите документи, да утврдите, да се состанете, да заземете сите став, па некако потоа да имате можеби некаков почеток на постапка. Социјалдемократскиот сојуз, особено сега пред изборите, ќе продолжи да креира состојби на лажни вести. Јас очекувам и во овие денови да имаат извинување за нивно соопштение кое што е лажна вест, креирано од социјални мрежи. Така функционираат тие. Ќе креираат состојби, ќе прават дефокус на јавноста, но наша цел како влада е да продолжиме да го остваруваме она што сме го ветиле пред граѓаните. Целта нивна е да не дефокусираат, да го одземат вниманието, да се занимаваме со некои расфрлени пердови кои што тие ќе ги постават во јавноста, но фокусот кој што го има оваа влада кон реализирање на сите проекти останува навистина голем и мислам дека за многу скоро од денес и самите локални избори ќе бидат показател за тоа кој е во правилна насока, а кој во погрешна. Уште една работа беше многу сомнителна, симптоматична, што би рекле, кога се појави соопштението на ДКСК, се појави веднаш и благодарницата, би ја рекол, види честитката од СДСМ, беше, дури имаше чувство човек дека ова беше пуштено првим благодарницата, па потоа известувањето дека отвораат предмети. Една друга работа, бидејќи го следев убаво случајот, како тоа на ДКСК не им текна дека 40% е пониска цената од пазарната цена на тендерот, дека единствен пријавен на тој тендер е токму таа компанија и дека ги исполнува сите можни услови. Настрана на тоа што СДСМ им додаде 1 милион повеќе на тендерот и тоа не е битно и тоа е лага, но еве три работи кои што беа меѓу другото и четвртата со лагата кои што велат дека тендерот си е чисто, тоа не е битно, битно е како што каже и самата подопрен глас. Јас не сум видел толку брзо допирање на гласот, значи ова повторно ќе кажам суперсоничен нека глас бидејќи вие правевте по 10, 20, 30 конференции, пресконференции како опозиција за да на некого му текне чекај да отвориме дали е државната комисија за антикорупција или пак јавното обвинителство, некој случај и најголемиот дел и остана ова некако премногу Лјупчо, јас можам да кажам дека сите пресконференции кои што ги државме и во моментот кога ја повикувавме антикорупцијска, веќе следниот ден доставувавме материјали до истата таа комисија и ги дававме на увид сите оние податоци со кои што располагавме и врз основа на што ги пласиравме пред јавноста. За разлика од нив не работевме на креирање на случаи, ниту пак на додавање на милиони на договори, туку за жал такви им беа договорите сите скандалозни во 4 очи јавни набавки што беше и нотирано во многу извештаи. Јас што можам да кажам дека вистината секогаш доаѓа во преден план е што самиот министер за дигитална трансформација непосредно можеби половина час или час по изнесените невистини од страна на СДСМ свика јавна транспарентна пресконференција на која што ги образложи сите овие докази кои што ги поседува од аспект на тоа како е формирана комисијата, кој членува во таа комисија, колку пријавени фирми имало за тој тендер, колку изнесува истиот и така натаму и ги стави на увид на јавноста. Таквиот пристап транспарентен покажува дека вие немате што да криете, дека вие работите транспарентно, дека сте посветени на навистина формирање на едно ново министерство кое што навистина се занимава со една состојба која што насушно ни е потребна на сите нас, дигитализацијата, има неверојатни успеси за само 9 месеци, очекувано е да таргетираат и делуваат на ширење на невистини. Но во ред, еве велиме дека со брзина на светлината оформиле предмет, јас мислам дека и после ова решение кое што го има антикорупцијска, Социјалдемократскиот сојуз ќе биде тој кој што ќе треба да се извини.
Да, меѓу другото, самиот министар најави дека ќе бара кривична одговорност, односно ќе ги тужи за клевета доколку не се извинат, ниту тоа не е земено во предвид, но една работа која што спомена ти претходно, базирањето на лаги. Дали од сега па натаму граѓаните треба да имаат 4 отворени очи, што би се рекли, да се што ќе дојде од таму да го земат со скепса? Ќе наведам неколку случаи. 1,5 нешто милиони е тендерот за Министерството за дигитална трансформација. Тие излегува со 2,5, чуму скоро половина повеќе, нема врска, но ете го кажа тоа. Ви додадоа 10 милиони на сметката за чартер лето до Унгарија, меѓу другото. Истата недела предходно изважаа дека Викторија Трајков кажала тоа и тоа користејќи изјава стара 2 години и вадејќи ја од контекст, исто така. Значи, предходно лажеа за Анастасија Илиевска, не се ни извинија за тоа. Станали или ќе биде ова буквално манир до локалните избори, нешто на што ќе ја темелат својата кампања? Лажење, ова се чисти, конкретни, голи, живи лаги. Апсолутно сум сигурна дека нема да отстапат од ова, затоа што за жал. Еве, апсолутно да. Еве, јас би си го поставила прашањето што друго би имале да понудат. Так. Што друго би кажале на пресконференција која што ќе ја свикаат. Јас не очекувам дека од политичка партија која што владееше на начин на кој што владееше 7 години ќе излезе и ќе каже јас како политичка партија сакам да учествувам во ова што владата го прави. Сакам да дадам свој придонес. Мислиме дека нашата комисија за земјоделство, нашата комисија за финансии може да допринесе да направиме некој модел. Јас не очекувам од нив таков пристап. И никогаш го немале. Напротив, се деструктивни, се луѓе кои што креираат лажни вести, кои што постојано ќе се обидуваат да ги деградираат личностите кои што се на позиција, но повторно ќе кажам, никогаш не останавме би кажала неми на таквите напади кои што доаѓаа и додека беа власт. Никогаш не останавме без одговор, секогаш ја пласиравме вистината и пак ќе кажам, ја потценуваат интелигенцијата на народот, а ние тоа никогаш не сме го направиле, ниту размислуваме во таа насока. Ќе ги пласираме сите документи кои што ги поседуваме, ќе работиме на развој на проекти, ќе работиме на подобрување на животен стандард, на економија, на образование, на здравство, на сите ресори и мислам дека ефектот сам по себе ќе дојде. Ова е нешто што се случува години наназад, да не речам 3 децении. Ако се сетиме да не ја заборавиме фабриката на чаушот со лажната афера за личните карти, за која што афера еден мој колега дури доби и награда од ЗНМ и испадна дека е лага, но не верувам дека му ја вратија наградата. Зборуваме за фабриката на Бранко Црвенковски новинарска, зборуваме за оние грозоморни лаги за диво населје, ако се сеќаваш. Зборуваме за оние ненормални, морбидни, садистички лаги за монструм. Зборуваме за она на кој што градеа тие кариера како опозиција пред да дојдат на власт. Зборуваме за лагите за Мартин Нешковски, за Младенов, лагите за малата Тамара. Сето тоа беа тешки лаги врз кои што тие базираа и креираа, нели, јавно. И според мене најстрашно повредуваа семејства и фамилии на многу лица, така што ваквиот пристап е, би кажала, дел од нивната матрица. За жал. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за Унгарија, дали таму отидовте да се прошетате како што представија и се, ќе зборуваме за оној наплив на антиамериканизам кој што се појави во Македонија, но најмногу кај јуришниците на власта и нивни високи челници поранешни. Се имаме многу теми за отворање со нас. Марија Митева, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Марија Митева, портпарол на македонската влада. Марија, бевте во Украина пред малку, пред неколку дена што се вели десетина. Имавте критики повторно остри од опозицијата, не баре отидовте таму да се прошетате, како што кажав, за 10 милиони и вија зголемија сметката на чартер летот. Но еве, бевте во Унгарија, зошто бевте таму така за да се прошетате или сепак имаше некакви резултати? Не можам да си поверувам понекогаш на изјавите кои што ги користат. Пред само, би кажала, неколку месеци беше првата меѓувладина седница која што се одржа токму кај нас во Охрид помеѓу македонската и унгарската влада.
Ова беше втора меѓувладена седница, втор владен самит кој што се одржа во Унгарија, во Будимпешта. И можам да кажам само едно голямо благодарам до унгарската влада за приемот, за честа која што ја направи не на нас, туку на македонските граѓани и на државата. Благодарност за целокупната, би кажала, и организација од технички аспект, но и од она што е суштина, за сите оние билатерални средби кои што ги има сите министри, за меѓувладината седница на која што се разменија искуства и докаде се министерствата во однос на она што на првата меѓувладина седница го договориле да зборуваат за перспективата да имате вие една држава која што е членка на Европската унија и да биде навистина голем поддржувач пријател на Македонија е од особена важност за нас и мислам дека таквите релации кои што ги градиме како влада допрва ќе ги покажуваат ефектите и не треба да размислуваме поинаку, туку да размислуваме дека ова е начинот на кој што се градат мостови и добри пријателства помеѓу Македонија и останатите држави, да ја зголемиме соработката во делот на транспортот, да видиме дали може да се отворат нови авиолинии, да видиме дали може да зголемиме соработката во делот на образованието, да имаме некоја размена на студенти, да видиме во земјоделието кои се најдобрите политики кои што таму можеме ние па да ги примениме или ние да дадеме некое различно искуство и така натаму и во секој дел и во секој ресор си има посебна тематика на која што надлежните министерства работат, владите се тука да ги следат процесите. Јас ќе ве потсетам дека имаше потпишување на договор за соработка и размена во делот на дипломатијата помеѓу министерот за надворешни работи и трговија и министерот за надворешни работи Сијарто, така што сите тие се добри показатели за тоа која е начинот на соработка и како ќе продолжиме како држава да функционираме не само со Република Унгарија, туку и со останатите држави, затоа што ние ќе градиме односи на доверба, односи на принципи, на размена на искуства и никогаш нема да размислуваме поинаку, само за тоа како да го подобриме животниот стандард на граѓаните. И останатите министри кажаа дека веќе се договорени средби во брзо време со нивните колеги од Унгарија во превод после оваа седница со засилено темпо продолжува на тамошната соработка. Да, што е многу битно. Унгарија е, ова не е некоја земја од трето разредна што е Унгарија сепак. Јас можам и да кажам за она што го знам дека некаде во месец мај министерот за земјоделие ќе има овде работна посета со министерот од Унгарија. Можам да кажам дека во делот на надворешната политика ќе имаме размена на искуства, на знаења, нешто што ни недостасува или нешто што го уништија Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Ќе продолжиме да соработуваме. Тука е и она што се однесува на унгарскиот кредит за поддршка на бизнисите и на локалната самоуправа. И тоа се некои работи кои што се видливи и кои што граѓаните ќе имаат ефект од истото. Така што да, ќе продолжи соработката во многу брза, би кажала, иднина и јас се надевам дека истата ќе се продлабочи. Овој антиунгаризам би го нарекол од СДСМ што потекнува, се поклопи истовремено со оној антиамериканизам кој што произлезе од нивните редови. Зборуваме за високи челници, но и за медиумски стратези, нивни јуришници кои што имаат кариера изградена минативе 3 децении, бранејки ги, повладувајќи на СДСМ. Последен беше поранешниот председател за жал Пендаровски, кој што излезе и го кажа тоа што го кажа како гледаш на овој антиамериканизам изразен од еден председател кој што претходно не беше баш така расположен кон САД и се тоа на што се случуваше. На што се должи ова? Јас ова можам да го кажам како политички аматеризам во дипломатијата. Можам да го дефинирам како потек кој што навистина би можел да ја наштети на Македонија, да изнесете вие такви ставови за председател со кој што како држава градите одлични односи, кој што се ваш стратешки партнер, при тоа да сте поранешен председател на држава, без разлика дали сте имале мојата или вашата поддршка, сепак бил еден мандат председател на држава, не представувал сите нас. Јас навистина бев фрапирана и во неверување, но тоа очигледно е една стратегија на која што СДСМ за жал сега одлучила да ја применуваат, а тоа е дека ако до вчера
не нарекуваат дека сме антизападна политичка партија, сега да ја сменат реториката и да велат дека сме премногу западна ориентирана влада и така натаму. Ваквите потези ги сметам за несериозни, ги сметам за политички аматеризам во дипломатијата и ги сметам од една страна и за директен напад кон самата држава Македонија, затоа што во определен дел од неговиот говор може да се забележат навреди кои што беа упатени кон председателот на Соединетите Американски држави. За мене такво однесување е недозволиво. Сметам дека ваквите состојби можат навистина да ни направат штета и не би сакала да верувам дека тоа е намерата која што ја имаат. Дали ова што се случува, особено од страна на опозицијата и сите овие атаци, се должат на она што се случува контра реално во македонското општество? Оние проекции за БДП-то кои што ќе бидат невидени за Македонија во минатите 7-8 години, на економски план сето она што се случува, од друга страна да шурувањето на некого со некои синдикални организации кое што исто така премногу сомнително за да биде така случајно и сето тоа што се случува, но дали некому му пречи што Македонија и на надворешно политички меѓународен план, но и на економски на сите се оттргна од онаа кал во која што тоневме со години? Очигледно на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ и тоа како им пречи, затоа што за 7 години не успеа да направат никакви резултати, а за само 9 до 10 месеци ние гледаме некое помрднување. Би кажала дека далеку сме од целта која што ја имаме, а тоа е навистина да ја развиеме Македонија, но се движиме со забрзано темпо кон истото. Јас можам да кажам дека навистина сум горда, се извинувам, што само во последниот квартал од 2024 година ние имавме раст од 3% на бруто домашниот производ. Јас се радувам што имаме пат на невработеноста, зголемување на вработеноста или повеќе луѓе добиле работни места. Јас се радувам што проекциите за оваа година се дека ќе завршиме со раст од 3,7%. Јас се радувам што сме, би кажала, лидери во регионот по странски директни инвестиции изминатата година, тоа е над 1 милиарда. Јас се радувам што можеме на граѓаните такви вести да им соопштиме од владината, од владиниот медија центар, да ги информираме граѓаните и да покажеме дека навистина сме посветени да реализираме сериозни проекти. Се радувам што и првата транша од унгарскиот кредит веќе беа префрлени кон Развојната банка и бизнисот ќе може да заживее. Тоа се некои сегменти кои што недостасуваа, ги немаше, беа упропастени. Јас верувам дека со ваквиот пристап навистина, иако им биде штета и криво на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, јас се радувам дека граѓаните ќе ги уживаат овие позитивни ефекти. Дали очекуваш до локалните избори да се случува она кое што е веќе навестување, односно вие да си ја работите работата како што си ја работите, а некој друг ДУИ тебе се заканува со бойкот затоа што не биле почитувани правата на албанците? Имаше анкета која што покажа многу поинакви работи, имаме и вреди кои што велат дека нема врска приказката, ако гледаме според бројот на албански пратеници, тие се репрезентативен примерок на албанците во Македонија, но од друга страна ги имаме и СДСМ кои што отидоа со приказката со лагите, но и најнаш стана економски Ајнштејн, од најголеми дунстери на економското поле стана Ајнштејн, па сега ви нудат економски политики што треба да направите, но и сипаат масло на огинот со работничките права и слично. Ова ќе бидат нивните матрици, едните ќе бойкотираат, другите ќе лажат и ќе продаваат економски политики, или? Искрено не знам дали се способни ДУИ како опозиција да креираат било каква политичка криза како што можам да видам од нивните соопштенија. Не се научени да бидат во опозиција. Се уште гледам дека не ја примиле пораката од граѓаните. Се уште гледам дека продолжуваат со истата реторика. Се уште гледам дека се повикуваат на албанците додека беа политичката партија која што најмногу ги украде албанците. И мислам дека ова ќе биде можеби една реторика се до моментот додека не се одлучи да се оди на локални избори на кои што верувам дека ќе партиципираат. Она што ќе се случи по локалните избори, а тоа е, јас би кажала, сериозно тешкиот пораз кој што ги чека и Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, се надевам дека ќе биде за нив показател дека навистина тогаш ќе почнат да се реформираат. Дали ова може би за крај еден очајнички крик за спас од
и дефокусот што го почнавме оној муабет на почетокот, битката со криминалот и корупцијата, од која што се засегнати и со која што се засегнати овие страни. Може да ги видиме обвинетите, нели, ликови во сите овие случаи, сите се високи, во најмала рака, барем на партиско ниво, некакво челници и на ДУИ и на СДСМ, дали со ова пуштаат некој крик, ама нели, не чепкајте, бидејќи така изгледа и за едната и за другата партија да се спасат од криминалниот прогон и нели спаструвањето на митото и корупцијата, кој што е меѓу другото и меѓу основните премиси на вашата влада. Да, мислам дека тоа има главниот мотив за сите овие потези. Исплашени се не за тоа што и се случува на Македонија, затоа што од се она што досега го набројавме, можеме да видиме дека имаме само правилна насока наспроти нивната погрешна насока. Туку се исплашени за нивниот личен имот, стекнат на незаконски начин, за нивните политички калкулации кои што ги правеле во минатото како дел од коалицијата која што ја предводеше владата, и исплашени се дека со губењето на муќта ќе ги изгубат и сопствените поволности кои што толку години наназад ги уживале. И кога се под, би кажала, една таква паника, на неодлучност како да делуваат, секогаш се повикуваат или на погрешна надворешна политика која што доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз, или пак се кријат за правата на албанците, кои што во ниеден момент ниту се загрозени, ниту пак гледам дека некој ги загрозува. Така што ова е добро позната реторика помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, но сметам дека јавноста е доволно мудра да ја препозна. Благодарам што беше мој гост. Јас ви благодарам многу на поканата. Ни беше чест. Исто и мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.